Ајде, добре дојден. Директор Почитувани гости, почитуван вице-премиер во владата на Република Македонија господин Кочан Ѓушев, почитуван председател на управниот одбор на АДЛМ и генерален директор на АДЛМ господин Драган Миновски, почитувани членови на надзорниот и управниот одбор на АДЛМ, почитувани вработени во АДЛМ и подружница Рек Битола, ценети рудари, почитувани медиуми и новинари. Добре дојдевте во Рек Битола на свеченото одбележување на Денот на рударите на Македонија. На почетокот, дозволете ми од моје лично име и во име на менаџерскиот тим на комбинатот и на раководството на Рек Битола, да им го честитам Денот на рударите, на сите вработени и на сите рудари во Република Македонија. Не е никаква тајна дека рударската работа е исклучително тешка, дека се потребни, особено во зимскиот период, железна волја и чернични нерви за да се исполнат работните задачи. Огромниот ангажман на рударите, ова раководство на комбинатот знае да го цени, зашто потврда се и пофалниците за особен придонес во работата, што подосна ќе бидат доделени. Наједноставен начин да се прослави Денот на рударите е да се погледне наоколу, да се свати колку од секојдневните наши задоволства се и потреби зависат од рудата и од рударите. Телефоните што ги имаме, телевизорите, програмите што ги гледаме, топлината или ладовината, во нашите домови, сето тоа е благодарение на напорите на мажите и жените кои што се вклучени во процесот на ископ на руда. Тука во Рек Битола, најголемиот производствен капацитет за електрична енергија во Република Македонија. Секако, во исклучително сложениот систем на Рек Битола, вклучени се уште стотица други работни профили во повеќе сектори: електро и машински инженери, бравари, заварувачи, правници, комерцијалисти. Сите тие, заедно со рударите во Рек Битола, се заслужни за успесите што ги забележа комбинатот од минатиот до овој 28 август. Менаџерскиот тим на Рек Битола, со поддршка на управниот одбор на АДЛМ, започна редица проекти со кои работата на рударите и на останатите вработени во комбинатот да стане подостоинствена, условите за работа подобри, производствените перформанси подобри. За нешто повеќе од 6 месеци од доаѓањето на новиот менаџмент во Рек Битола, повторно се ставени во функција или санирани дефектите на 6 багери, кои се исклучително важни при ископот на јаглен и јаловина во рудниците, и во Потинската јагленова серија Суводол и Брод Гнеотина. Деталите подоцна ќе ги открие директорот на производната единица рудници. Вкупното производство на јаглен за првите 6 месеци е натврлено и покрај големиот број предизвици со кои што се соочивме. Минатата грејна сезона се соочивме со сериозни проблеми при ископот на јаглен, предизвикани од економскиот оператор што беше ангажиран, но со дисциплиниран и добро организиран пристап на нашите рудари. Зимата успешно ја пребродивме. Според проекциите, во новата грејна сезона ќе влеземе со најмалку 300.000 тони јаглен, кој што ќе го имаме на нашата депонија. Во јули месец беше направен капитален ремонт на блок 1. Прв пат по 8 години. Ремонтот во блок број 2 е во тек, а на блок број 3 следува веднаш потоа. Во новата грејна сезона влегуваме поискусни и помодри, со иста цел: стабилно снабдување со електрична енергија на крајните потрошувачи во државата. И сето тоа, повторно, во голема мера ќе зависи од рударите. АДЛМ и подружницата Рек Битола особено внимание посветуваат и на едно од најгорливите прашања за Битола и околината – заштитата на животната средина. Започнати се редица проекти, од кои дел веднаш се очигледни, но дел се сложени и долгорочни, и ефектите од нив се очекуваат во блиска иднина. Непокриените површини на одлагалиштата за пепел од над 30.000 метри квадратни сега се доведени на помалку од 5.000 метри квадратни, односно за 6 пати помалку. Започната е постапката на ревитализација на електростатските филтри, прв пат по 1996 година. По ова ќе следува и постапката за изградба на постројки за десулфуризација. Во тек е проектот за замена на азбестниот полнеж во разладната кула на блок 2. После точно 10 години застој, во процедура е добивањето на така наречената А еколошка дозвола, со која на АДЛМ и на подружницата Рек Битола
ќе даде конкретни рокови задачи за заштита на животната средина. На есен следува и голема акција за пошумување. Ке следуваат и многу други проекти од областа на екологијата, кои ќе потврдат дека раководството на Елем и Рек Битола има сериозни намери да го тргне непопуларниот атрибут што го следи комбинатот, најголем загадувач во Пелагонија. На крај, сакам да им порачам на рударите во Рек Битола дека раководството ќе направи се да им ја олесне работата. Им посакувам добро здравје за да можат да одговорат на поставените задачи. Сигурен сум дека нивниот пример ќе следат сите вработени во Рек Битола. Нема да биде само производител на струја, туку овој комбинат ќе стане и светла иднина. На крајот, уште еднаш честит денот на рударите, за многу години празникот Богородица и ќе завршам со добро познатото за рударите. Среќно!